Почитувани, Зоран Заев ја злоупотребува власта и позицијата и упорно, лажно ја убедува нацијата да ја прифати капитулацијата како опција за иднината. Но Заев не кажува за чија иднина зборува. Може ли да се зборува за иднина без минато? За Заев се е можно, само за да си го продолжи рокот од соочување со правдата. Почитувани, додека на сила се обидува да се протне овој капитулантски договор во уставниот систем, Зоран Заев започна кампања за лажење за неизбежноста на капитулацијата. Оваа кампања Заев ја започна пред воопшто капитулантскиот договор да биде ратификуван и пред да се донесе било каква одлука за распишување на референдум. Тоа е класична злоупотреба на системот и доведување на граѓаните во заблуда. Но тоа е и доказ дека Заев е свесен дека граѓаните се противат на неговиот договор. Заев вели да кажеме да за нашата иднина. Но Заев не кажува дека според капитулантскиот договор во таа иднина нема место за Република Македонија, нема место за македонците. Во заевата иднина нема место за македонската историја, нема место за македонската традиција, нема место за македонското сонце, нема место за ману, за мната, за мрата, за танец. Во своите памфлети Зоран Заев нема ниту збор за комисиите за менување на сета историја која сега се темели на научни факти, науди и докази. Со други зборови, Зоран Заев во своите памфлети не кажува ниту збор за тоа што го прифати од Грција, а тоа е системско бришење на секоја трага на постоењето на Македонија. Почитувани, така наречениот договор е капитулација на македонската наука, на македонската самосвест, на македонското постоење. Таква капитулација е неприфатлива за македонскиот народ, за македонската опозиција, за македонската наука, за македонскиот председател. Таква капитулација се коси со вековната борба за самостојност и придобивките од неа, запишани во документите од Илинденското востание, Асномскиот манифест, создавањето на независна и суверена Република Македонија. Овој капитулантски личен договор на Заев за укинување на Македонија не треба да заживее. ВМРО ДПМН нема да учествува во негово спроведување, а секаков обид за негово спроведување на сила ке носи и одговорност. Македонија нема да потклекне. Македонија ќе победи.